Здраво на сите, значи да започнем со нашиот прв C# туторијал. Во мојот случај јас ќе работам на Mac околина, значи користам Visual Studio for Mac. Вие може да користите Visual Studio доколку сте на Windows, Visual Studio Code исто така и имате различни други работни околини. Значи да креираме нов проект. Значи нов проект ќе креирам со кликање New Project, ќе креираме конзолска апликација. Next. Име на проектот Tutorial 01. Ќе сместам на desktop. Tutorials.net основи, OK. И Create Project. Значи, кој што гледате, ни се креираше нов проект. Значи, вака изгледа една празна програма. Имате Using System, имате Namespace, за ова ќе говориме малку покасно. Имате класа, што се вика програм, и статичка метода main. Ова е првата функција што се извршува кога ќе ни започне кодот. Потоа имаме console write line, hello world, што во суштина ни кажува да испечатиме некој стринг во конзолата или hello world. Па да видиме како тоа практично изгледа. Еве ни се пушти конзолата и ни се испечати hello world. Добро, може да изгасиме сега. Значи, ајде да пробаме што ќе се деси доколку направиме тука некоја промена. Да речеме здраво од Smiley Solutions МКД. Save. Ајде повторам да стартувам програмата. И кој што гледате, ни се испечати нов текст. Значи, се што имаме помеѓу заградите во наводниците ќе ни биде испечатено. Ајде да пробаме нешто друго. Што ќе се случи доколку пишеме, да речеме, некоја нешто 1 плюс 3. Што мислите што ќе се испечати, дали 4 или нешто сосем друго? И кој што гледате, ни се испечати баш тоа што го имавме пишено. Доколку сакаме да испечатиме резултатот, плюс 3, без наводниците. Значи, се што е во наводниците ќе ни биде испечатано баш како што е пишено. И кој што гледате, ни се испечати резултатот 4, 1 плюс 3. Ајде да пробаме. Имаме и нешто вакво. console.write тест од Smiley Solutions и console.write line тест 2 од Smiley Solutions. Значи, ајде да видиме што ќе ни се испечати во овој случај. Како што гледате, први ни имаме тест од Smiley Solutions и потоа во продолжение ни се испечати ова што го пишав на второто поред. Значи, разликата помеѓу console write и console.write line е тоа што кога ќе пишеме console.write, целиот текст ќе ни се испечати и се што имаме печатање после ова, значи нема да биде испечатано во нов ред, туку ќе биде испечатано во продолжение. Значи, доколку сакаме на ова да ставиме нов ред, значи ова ни е индикатор за нов ред. /n. Да видиме дали работи. Како што гледате, баш се деси тоа што очекувавме. Значи, во суштина
write line има на крајта, замислите како да има на се што го печатаме на крај end of line сепаратор. Значи, за ова мислам дека тоа би било тоа. Поздрав, се гледаме во втората лекција.